ставот мој на Социјалдемократскиот сојуз и на опозицијата е јасен. Тоа се работи за јавното обвинителство и судството, односно правосудството во Република Македонија. Но уште еднаш напоменувам, денеска сме овде присутни за да потврдиме дека го почитуваме уставот и законот во Република Македонија и да оставиме трага од сите овие процеси. Напоменувам дека се надевам дека ќе се одважат поединци во јавното обвинителство и во судството да судат и носат одлуки исклучиво по устав и по закон, ниту повеќе, ниту помалку. Напоменувам дека знам дека најголем број од луѓето вработени во обвинителство и во судство се честни луѓе, еден дел се под притисок и еден многу мал дел се директни извршители и соучесници со извршната власт за незаконски действија. Денеска нема да ги коментирам разговорите во обвинителство, заради тоа што сакам да останам на тоа што го зборувам, да го почитувам процесот. Повелете прашање. Еве вчера на трибината на Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата јас ви кажам моите ставови, би додал само дека една година, може и нешто повеќе, се мачат како да наместат давање на пари на претседателот на опозиција. Катастрофа. На сите можни начини се обидува тоа да го направат. Она што сакам само да го дополнам е дека се подготвува кривична пријава, која што ќе биде составена од моја страна за осмислено нудење на подкуп и осмислено договарање за местење на подкуп. Дали тоа значи дека не сте ги желали това? Апсолутно. Ако имаше местење со пари и давање пари, тоа ќе беше објавено сигурно од страна на, не би ги нарекол веќе државни органи, партиските органи во Министерството за внатрешни работи, кои што заедно со такви лица тоа го прават. Што мислите, зошто се крие за целова митинг? Сите сте свесни што се случи со Љубе Бошковски. Овој процес почнува да се организира непосредно пред последните парламентарни избори. Знаете јавно дека го повикав премиерот да каже дали има поставено посебни истражни мерки врз претседателот на СДСМ и лидер на опозицијата. Никогаш не добив одговор на оваа прашање. Апсолутно тоа го знаем. Целиот овој процес кој што се случуваше, апсолутно цело време индицираше дека некој мачи како на Заев да му бутне пари. И секако злосторството кое што оваа власт го прави сега овие години оди до тие крајности, тоа не само мене, туку најверојатно и на многу наши сограѓани е многу јасно што прават. Дел од овие усмислени злосторства знаеме да ги осознаеме, другиот дел Господа ни е на помош да ни дава памет да може да го спречиме тоа злосторство. Заев дадовте исказ во врска со обвинувањето во јавното обвинителство и да се прави? Не би, секако дека нема да го користам правото на молчење, ќе дадам исказ во соодветен дел од постапката, а нема да коментирам што денеска се случило заради почит на самата постапка. После вашиот вчерашен настап став имаше и владачката ВМРО ДПМН преку соопштение. Ако досега се велеше дека има текрирани материјали, сега веќе има еден чекор понатаму, односно дека се работи за монтирани, сечени, лепени и така натаму. Ваш коментар ве молам и по ова прашање, бидејќи барем во официјалните настапи на премиерот и другите представници највисоки на власта, беше дека се работи за креирани материјали без дополнително објаснување што значи. Јас не сум го слушнал тој исказ, сакам да го видам лицето кое што е дел од извршната власт и ги негира материјалите, за да може да му пуштиме илјадници вакви материјали од негови разговори, најверојатно. Она што би го дополнил само и би го потврдил. Секој објавен документ од првата до последната буква и секој изговорен збор од првиот до последен објавен разговор се е вистина. Од почеток до крај. Денеска ДПА одржи пресконференција со Тас, кажа повторно излезе со некои документи, со некои записи, со телефонски пораки, дека вие го можете да ги видите. Ќе добија Нендо Тачи уште дополнителни разговори кои што апсолутно ќе го потврдат тоа што ние го зборуваме и ќе моја отвори предавничката душа на тоа што го правам. Не кон Заев, не како опозиција, кон неговите поддржувачи и неговиот народ. Други прашања?